На 15 јули се парламентарните избори, предвремените парламентарни избори. Која би била вашата порака со оглед на актуелната ситуација со пандемијата со коронавирусот? Очекувате ли да постои страв кај граѓаните да излезат, да одидат на гласачките места? Сметам дека протоколот е одличен. Направивме и симулација заедно со Државната изборна комисија како ќе изгледа денот на гласањето. Многу е битно сите да се придржуваат до мерките. Со оглед на тоа што и самата Државна изборна комисија зема обврска да добро се спроведат мерките, во однос на тоа да секој носи маска, да има јасно обележени места како се одржува дистанцата, да внатре на самото гласачко место се пуштаат само двајца гласачи во исто време. Сметам дека е сосем сигурно да се излезе на гласање. И ги повикувам граѓаните да излезат на гласање, да го остварат своето право на глас. Така како што е организиран системот, нема никаков ризик по нивното здравје. Како гледате моменталната ситуација вие во земјава со коронавирусот, со оглед на зголемениот број на заболени, но од друга страна последниве денови имавме и зголемен број на пациенти кои што беа излечени? Многу е битно да се добро одржуваат болничките капацитети, да не се створи ситуација да наголо се пополнат заради голем број на пациенти на кои што ќе биде потребно болничко лекување. Со оглед на тоа што масовно тестираме, откриваме и голем број на асимптоматски носители. Многу е мал процентот на новодиагностицирани пациенти на кои што е потребен хоспитален третман. Некаде околу 11-12%. И тоа е нешто што можеме да го менаџираме и затоа ќе продолжиме на тој начин и понатаму. Масовно тестираме, рано да откриваме и при тоа ги штедиме болничките капацитети. Министер, и само што едно прашање, во септември вие најавувате развој на ситуацијата. Што можеме да очекуваме на есен и колку нашиве болници се спремни да одговорат на уште поголем број на пациенти, бидејќи гледаме дека во соседството, например Србија, веќе на располагање ги ставија дели од спортските сали, конкретно во Белград. Сметам дека не е тоа добар пристап, да се сместуваат пациенти во големи простории кај што нема услови ни за хигиена, ни за соодветна здравствена услуга. Сметам дека не е добар концепт. Во таа смисла, она модуларна болница што ја направивме до инфективната клиника, мислам дека е добар модел. И затоа почнуваме процес на опремување на такви модуларни болници во сите други 16 болнички објекти. Понатаму идентификување на новите лекари лиценцирани да работат заедно со постарите колеги, да се опремат лабораториите во сите центри за јавно здравје, за да секој град има свој автентичен модел на третман на овие пациенти. За жал, во есенскиот период очекуваме и дополнителен број на пациенти заболени од сезонскиот грип, кои што ќе ги окупираат истите овие оделенија кои што се сега зафатени. Вирусот е тука, нема да замине. Но многу е битно и граѓаните да се свесни. Или ќе научиме да живееме со вирусот, да ги почитуваме превентивните мерки, или ќе следат други рестрикции. Има ли од септември почеток на учебната година? Се надевам дека Министерството за образование и наука добро ќе ги направи моделите, добро ќе ги осмисли, добро ќе ги имплементира и ќе може децата да почнат училиште. Благодарам за разговорот.